ќе кажам дека секој од бендовите кои што доаѓа на гладната вечер на таксират имаат некоја посебност во својот настап и посебна причина зашто се токму на таксират фестивал. И на таква одлична причина и повод имаат и САФ. Имаат чест да бидат единствените представници од Македонија за гладната вечер на таксират фестивала и ние имаме чест да гледаме извонреден состав на гладната вечер на таксират фестивал. САФ доаѓаат во полн состав. Новоста е што својот култен албум Сафизам за прв пат ќе го изведат на сцената во придружба на бенд. И тоа заедно со Тони Китановски и неговиот Little Big Band. Мислам дека не знам, мене да ги интригира како ќе изгледа. Мислам дека временски како. Имате имаме редослед на настапите, имаме и саатница која што во текот на следната недела ќе биде објавена. Да следат. Секако. САФ не го отвара фестивалот. Меѓутоа, мислам дека ова ќе биде одличен повод да ги видиме како некаква светло, а со гаранција нема да имаме помалку забава во овој перформанс. И кажува се натаму. Натаму следните, како што кажав, дека се сите со некоја посебна причина и повод на таксират. Ајде да ги представам и во тој смисол нема толку да ги објаснувам кои се што се туку кои има повод да бидат тука на таксират, затоа што самите имиња говорат сами по себе кои се и што се. Доаѓаат Сабата, Power Heavy Metal атракцијата од Шведска. Прв пат доаѓаат во Македонија и прв пат пред македонската публика. Станува збор за еден од најатрактивните метал бендови во Европа во моментот, кои што се редовно букирани на сите фестивали кои што ја поддржуваат оваа музика. И се карактеристични по тоа што имаат извонредни настапи во живо. Иста таква привилегија всушност македонската публика некого за прв пат да види во живо на таксират фестивал ќе има и со La Pegatina. Станува збор за еден жесток и енергичен бенд од Шпанија кој што прв пат ќе се представи пред македонската публика. А се имиња кои што соработували и со Скапи и со огромни други големи имиња од скацената во Шпанија. Прв пат во Скопје пред македонската публика доаѓаат и Moldstep од Лондон, Dubstep групата од Лондон, која што доаѓа со својот диџеј сет, со диџеј составот на групата. Ова е еден сет кој што сигурно ќе помине многу енергично на таксират фестивал, именно како што се и сите настапи на Moldstep. Тука ја завршуваме листата на имиња кои што прв пат ќе се представат пред македонската публика. Аз лично, како што и САФ имаат една посебна привилегија за поинаков пристап пред македонската публика, така доаѓа и Лајбах со представувајќи го својот нов албум, кој што го објавија после 8 години пауза од студиските изданија, албумот Спектре, кој е одличен. И уште една посебност за таксират фестивал, дека токму на таксират тие за прв пат всушност прв пат го представуваат новиот албум и тоа е првиот нивни концерт со кој што ја започнуваат големата музичка турнеја најавена за следната година. Кој знае дали кидат пак во Северна Кореја? Тук, па доволно еднаш во една година. Така? Не знам, барањето било бептен големо. Лајбах секогаш се бенд што имаат не само атрактивен музички перформанс, туку тоа е секогаш проследен со извонреден визуелен перформанс. И мислам дека познавачите на овој бенд знаат дека ги очекува некое ново шоу кое што за прв пат токму ние ќе го погледнеме пред да заменат на турнеја низ светот. Супер. Кажи ми сега, значи промо влезниците заврши тоа. Да. Ги нема. Да. Има таксират една таква навика да ги секогаш да води грижа за своите најверни фанови, за оние кои што први ги купуваат влезниците за фестивалот. Таа промо акција веќе заврши, распродадени се промотивните билети за таксират, меѓутоа еве и оние кои што се во моментов во предпродажба имаат привилегирана цена, која што ќе трае само до 1 декември, цената е 699 денари. Потоа нормално се менува таа цена од 1 декември во предпродажба се додека стигне до 7 декември кога билетите ќе се продаваат со полната цена од 999 денари. И со оглед на тоа како се одвиваше продажбата на билетите и за претходните настани и за промо билетите, јас стварно само најискрено ќе испратам еден апел до сите да побрзаат за билетите, затоа што до 1 декември имаат неколку дена.
да гледаат телевизор. На телевизор. Телевизор. Да, добре, убави се и тие впечатоци после таксират кога се пренесуваат импресиите и кога секој кажува кој нов бенд го изненадил. Се надевам дека нема да има бенд што ќе го разочара со својот настап, барем ова што го имаме во програмата за оваа година гарантира дека нема да биде така. Меѓутоа секогаш е поинтересно па и после таксират да си оној кој што бил и просентил се во живо. Што мислите сега, пример Метрополис Арена е едно место кај што традиционално се одржува веќе фестивалот. Дали е тоа доволен капацитет за настани од оваква природа, за голем фестивал ваков? Мислам, тоа таксирата е номиниран како номиниране за Значи најчестата номинација која што добива номиниране во повеќе категории. Да, меѓутоа она награда која што редовно ја добива е за фестивал во затворен простор. Меѓутоа бил номиниран и за фестивалот Југоисточна Европа. Не според капацитет на посетители, според капацитетот на Метрополис Арена, таксират влегува во таа категорија на европските фестивали, на мали фестивали. Мали. Ни фали ли на нас простор? Затоа и почекав да го завршиш прашањето, дали е тоа доволен капацитет, затоа што различно ако ме прашаш дали е доволен капацитет за македонската сцена и дали е доволен капацитет за настан од таков калибар. Не е доволен капацитет за настан од профил како таксират фестивал, меѓутоа се покажува дека веројатно сега доволен капацитет за колку македонската сцена има публика за вакви настани. Убаво е да имаме распродаден фестивал однапред, нормално секогаш би нарадувало тоа. Меѓутоа сега капацитетот на Метрополис Арена е 10.000 посетители и сме имали такви случаи предходно, кога по потреба имаме и друга хала. Значи сајмот нуди таква можност да може да се шетаме од хала во хала, да имаме и повеќе сцени во рамки на главната вечер на таксират. Меѓутоа има една друга специфика таксират дека е зимски фестивал. И можеби тука некаде лежи одговорот на тоа прашање. Јас не знам некој зимски фестивал низ светов, што не зборам за другата хемисфера, него стварно на место каде што кога е во зимски услови со снег, кога е ладно. Некој фестивал кој што има простор и капацитет од 2-30.000. Па и тоа е малку во однос на големите летни фестивали. Добро, да. Зборам во споредба со капацитетот на публика на летните фестивали, кој што не знам, Вудсток во Полска собира повеќе од половина милион. Добро, кажи ми вака сега за поддршката што ја добивате од самата сцена и од луѓето што дали е тоа можеби мотивот на Пасворд продукција да продолжи да ги прави тие сите концерти и големи фестивали? Како сте задоволни од поддршката од, не знам, институции, спонзори и тие работи во однос на поддршката што имате од фановите, од љубителите на добрата алтернативна музика и мислам... Знаеш како ќе ти одговорам на ова прашање? Има еден мотив таксират дека сака да постои. Кој да прашате, традиција од 17 години со музичка програма која што не е само за главната вечер. Туку мислам, еве и во ова интервју колку настани избројавме. 45 минути. Само што ги наведуваме кои се настаните, а не влегуваме во детали. Да. Значи со една таква интензивна програма не е лесно да одржиш традиција децениска на македонската сцена. Мислам дека буквално сите кои што биле низ овие години дел од таксират и оние кои што сега се дел од таксират имаат една заедничка работа, тоа е дека тука се работи со стварно многу љубов и посветеност на овие настани. Имаме едно, не е правило, него сите сме некако така здружени во тој дух дека никогаш нема да се жалиме за поддршка која не ја добиваме или да молиме за поддршка која сакаме да ја добиеме. Како што кажав, првичниот мотив е стварно да постоиме и да го има овој настан. Никогаш сигурна сум дека, посебено ја што сум вклучена во тој делот на промоција на настанот.
Знам за многу настани кои што знаат искрено да излезат и да кажат и да се пожалат за тешките ситуации, за околностите во кои што се работи кај нас. Не гледам дека не е така, значи се е тоа така, но некако никогаш до сега не сме влегле во Кукумљавчење. така е, значи да, него тоа е настанот, никогаш не сме влегле ни во приказна, што измисливме и колку направивме од ништо и всушност каква цена имаме, а носиме бендови, 6 бендови само на главната вечер, кои што на соло концертите имаат поскапи влезници. Значи зборам за овие имиња, камоли за оние другите кои што доаѓаат во Македонија со дупло поголеми поскапи влезници. Никогаш не сме го ставиле тоа во преден план. Искрено ова тие ексклузивитет за еден ваков разговор кај вас. Затоа што ниту пак сакаме да имаме таков пиар на настан. Не, поентата ми беше дека знаеш, тоа го спомнувам од фактот дека многу малце имаат нюх овде кај нас. Кој? Публиката? Не, публиката е публика. Правам муавет за некои институции, за некои моменти во смисол на тоа, после знаеш луѓето се жалат, тапа програмата, слаби артистите, она без да размислат пример дека ова го прави една организација што реално кога би се поставиле, еве кога би поставил вас со некои српски и нагоре да не одиме, нели, организации, продукции, мислам дека тоа што го правите, мене ми беше ова како комплимент, така да ме разбереш дека мислам дека ја наоѓате силата за да продолжите во сите тие фанови кои што доаѓаат, го купуваат билетот, почитуваат, се радуваат за тоа што е. Некој гледа од надвор да сосема е природно тоа, никогаш да не навлезе во подробности да пресмета колку чини еден фестивал, колку чини цела организација, не само како работен труд, туку и финансиски. Што значи да се организира еден голем настан. Ние постои имаме во рамки на Таксират фестивал колку десетина настани што се случуваат во десетина дена. И тоа секој од нив големи од аспект на продукција, колку бараат за реализација самите по себе. Овие теми само затоа што го избегнуваме тој пристап на, не знам, на сами да зборуваме за себе. Ете, имаме и ние теми кои што ни се не засегаат и ни се интересни, затоа ја правиме и конференцијата. Тука буквално ќе има што да се стручно дискутираме за сите овие прашања. Каде не само Македонија, каде е Балканот на музичката мапа на Европа. Спомнати дека зашто доаѓаат имаме во соседството. Еве сега пример, Таксират би го издвоил како еден фестивал каде што покрај добро познати и признаени, нели, светски имиња, некој пат знаел да изненади и да испромовира некој име. Во овој случај би го издвоил пример Ла Пегатина, кои што не се многу познати овде кај нас. Точно. Може би песна две, меѓутоа е бомба бенд, исто такво нешто се случило и со Дубиоза и со, знаеш, со бендови некои кои што не ни значеле ништо, ама кога сме ги виделе тогаш не запрепастиле и сме станале нивни фанови. Значи од аспект на тоа дека знаеш, кај нас доаѓаат, сега да не кажувам, ама пред да отидат на онаа страна од оваквото, доаѓаат на Балканот да свират. Добро, значи секој има различно реноме во однос на, нели, музичката кариера, не е тоа супер. Ја би сакала што повеќе да имаме настани од секаков тип и од луѓе што се и од имиња кои што имаат стварно многу остварено, па се на залез на кариерата, ако може така се каже, и од нови музички имиња, меѓутоа битно е да има барем борба за такви настани кај нас. Битно е да има простор каде што луѓето ги може да дознаат за овие имиња. И не знам, јас можам само да кажам дека Таксират секогаш го има тој мотив дека треба да има убаво спакувана програма. И во право си за тоа дека најчесто публиката знае да се изненади на фестивалот имиња кои што допрво ќе се пишува, ќе се зборува за нив. Единствен критериум кој што не е секогаш битен да бидат имиња кои што имаат квалитетен настап во живо и кои што ни гарантираат дека ќе имаме одличен концерт за време на Таксират.